На денешната седница на Советот на општина Кочани и советниците од ВМРО ДПМН заедно со коалиционите партнери го усвоија буџетот за 2013 година. За прв пат во историјата на плурализмот во општина Кочани тој е развоен, бидејќи 51% од средствата или околу 117 милиони денари ќе бидат наменети за капитални инвестиции, а 49%, односно 113 милиони денари за административни трошоци. Проекциите на буџетот ги правевме врз основа на мислењата, барањата и предлозите кои беа доставувани како од Сдруженија на граѓани, невладините организации, од страна на советниците и местните заедници и гледавме барем тие да бидат инкорпорирани во буџетот во најголем дел. Ние знаеме дека секогаш барањата се поголеми и потребите отколку што се можностите. Меѓутоа, овој буџет, проекцијата на буџетот ја направивме на тој начин што имајќи во предвид дека добивме и нови приходи кои се остваруваат веќе во последните 2 години, вкупната проекција на буџетот изнесува 535 милиони 487 илјади денари. За тоа како ќе се полни буџетот на општина Кочани, таа рече: од страна на Европската Унија, а се однесува за изработка на студија за искористување на нискотемпературните геотермални ресурси, одобрени од страна на земјите од Југоисточна Европа или проектот GeoSEE, кој во вкупен износ изнесува 150.500 денари евра, односно 9 милиони 255.000 денари. Кај приходите да кажеме дека важните двигатели на буџетот ќе бидат и на приходите ќе бидат даночните приходи, кои во вкупен износ треба да бидат, односно се проектирани на 117.440.000 денари и овде најголем приход би бил надоместокот за уредување на градежно земјиште, а секако и даноците на имот и другите комунални такси. По донесувањето на буџетот, градоначалникот Димитровски изјави: Добро, мене ми е задоволство што на денешната седница најважниот акт кој што го донесува Советот на општината се усвои и се овозможи продолжување на оние програми кои што ги имавме во претходните 4 години, тие исти програми да се продолжат и во 2013 година. Знаеме дека еден квартал со овој состав, а другите 3 квартали ќе бидат онака како што ќе одлучат граѓаните на следните локални избори во месец март. Најпрво мене ми е жал што она што се случуваше во парламентот на Република Македонија се пренесува и во другите градови во Република Македонија. Она зла крв која што се појавува и која што ја промовира само еден човек се пренесува и во советите на општините, и се пренеси и во нашиот совет, заради тоа што работењето на Советот на општина Кочани и работењето на општинската администрација во општина Кочани нема потполно никаква врска со случувањата кои што се случуваа на републичко ниво и кои што се случуваат и понатаму. Мене ми е жал за потегот на Социјалдемократскиот сојуз и Народна партија, меѓутоа тоа е нивна одлука, тоа е демократска одлука. Сметав дека како што досега имавме единствени одлуки за развојот на општината, ќе имаме и денеска со едногласно усвојување на буџетот, меѓутоа тие се одлучија дека граѓаните треба да бидат заложници. Председавачот на Советот Спирко Ѓорѓиевски е задоволен од проекциите во буџетот. Мене ми е жал на денешната седница што опозицијата не гласаше за буџетот како највисок акт на самата општина, во кој изминатите 2 месеца и самата опозиција конструктивно учествуваше во донесување на нацрт од буџетот, меѓутоа на самиот крај на седницата тие ја напуштија од нивни поводи и не дојде до изгласување. За наредната 2013 година не чекаат локални избори и се надевам дека идниот состав на Советот на општина Кочани ќе
работи повеќе во интерес на интересите на самите граѓани на општината Кочани. Советниците од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и од ВМРО Народна партија ја напуштија работата на Советот откако беше усвоен дневниот ред и откако председавачот на Советничката група Ратко Христов го прокоментира буџетот како преамбициозен. Советникот од ВМРО Народна партија Љупчо Стоилков напуштањето на седницата го образложи како гест на солидарност со пратениците кои биле истерани од парламентот, а Христов причината за неприсуството ја образложи со неповикување на одговорност на дел од наставниците и директорите за присуство на митингот во Скопје.